Бевме со Шол Албанија, 2 дена интересно поминавме. Имавме интересни дешавки, вика Шелај кидаме прво до Албанија, па после кидаме до Охрид, па после пак кидаме Албанија. И не гледаат цариниците 3 пати у исти ден. И на крај размислуваше дали у хотел Дрим да спиеме, значи пак во поградец. Ја викам Шела, ако идеме пак, кој ќе не видат овие, или ќе мисля дека они се пијани или нас нешто ни фали друго. Се испаничија, да. Им објаснуваме зашто идеме на 5 минути. Али супер, стварно беше интересно. Причината зашто бевме во Охрид, одма поградец, заради тоа што Шел имаше на срце да се моли за некој директор на хотел. Нема да кажуваме кој хотел што како. Али интересен пристап има. Вика, дали ти веруваш во Господ? И менаџерот вика, да, верувам во Господ. Значи ти веруваш во Исус, па верувам во Исус. Па значи ти се молиш. Вика, се молам. Па заедно се молим. Да. Така да кога исповедаше човекот, многу беше радосен, му светна очите. Така да Шол многу добра стратегија има. Да го поздравиме Шол. После му кажав, може да се молиме заедно за луѓе што се болни и ќе веруваме дека Господ сите ќе ги исцели. Амин. Денеска темата ќе биде во неговото присуство. Ја верувам дека Господ ми го стави тоа на срце да го зборувам, заради тоа што верувам дека е клучно за нашиот христијански живот да бидеме свесни за Божјото присуство. И не секој сме свесни, али треба да знаеме дека неговиот збор никогаш не изневерува. Мене ми се допаѓа еден проповедник, Рајхар Бонке, каже вака: Исус нема да си го прекрши ветувањето дури ни за тебе. Значи, онако ти кажал ќе биде секој со тебе, е секој со тебе. Ние некојаш мислиме дека сме далеко од Него, али Он е секој со нас. Така да верувам дека тоа е клучно за нас како верници да го знаеме или да научиме да веруваме дека цело време Бог е со нас. Зошто е тоа така? Затоа што ако некој пат се обесхрабриме и мислиме дека Господ не е со нас, ние ќе се оддалечиме од верата. А жалното што Бог пак бил со нас. Али нема да ни користи тоа, бидејќи ние не сме свесни. Мислам дека е јасно, нели? И знаете, често пати сум го зборувал ова, или пак ќе го кажам дека некој пат идејата Господе дојде и помеѓу нас малце без веза, заради тоа што Господ ветил ќе биде со нас. Нели? Така да има разлика да се молиш, те молам Господе, биди со мене, или да кажеш фала ти Господи, бидејќи цело време си со мене што ти ми вети. Ме разбирате? Така да тоа е многу, многу голема разлика едно друго. Иако звучат слично, али имаат врска едно со друго. Има разлика помеѓу да се молиш на овој начин. Те молам Господ испрати ангели. Има разлика од тоа ти да им зборуваш на ангелите. Нели? Затоа што веруваш дека веќе се околу тебе. Затоа што Библијата вика дека они се испратени околу тебе. Дори има разлика од тоа како им се обраќаш на ангелите. Дали им се обраќаш ангели, бидете со мене, или пак им се обраќаш ангели, бидејќи вие сте со мене, направете го тоа и тоа. Значи, зависи од нашето ниво на вера, ќе зависи на кој начин во сила ние ќе го живееме нашиот христијански живот. И затоа денеска темата е за неговото присуство. Знаете, дори Павле кога почна да проповеда, ако се сеќавате во Атина, им рекол, во него постоиме и во него живееме. Ние да сме ќе им речеме, абе, вие сте за никаде, треба да дојдете ке Господ. Вие сте многобожци, вас не бе била пример, нели? Не ние како црква, него како луѓе. Така да, многу е важно да го храбриме секој човек дека Бог е навистина блиску до него. А Библијата се вика дека Господ живее внатре во нас. Истиот Свети Дух, што правеше чуда преку Павле,
што беше во апостолите, истиот Свети Дух што го воскресни Исус од мртвите, сега живее внатре во тебе. Ама пазете, не е друга личност, истата личност. Нели? Ние веруваме дека го имаме Светиот Дух. Ама некој пат викаме, бе, да не е некој братуче тој Светиот Дух што живел ке Исус. Нели? Да не е некој сват на Павле. Па истиот Свети Дух е истата личност. Зошто они функционирале во сила, може би многу повеќе од она што ние сакаме, заради тоа што биле свесни за неговото присуство. Колку повеќе си свесен, толку повеќе ќе гледаш од него. Он е пак со тебе. Али ако ти си свесен, ќе гледаш повеќе. Многу важно. Има многу стихови во Библијата каде што Бог ни ветил дека никогаш нема да не остави. Никогаш. Ни ветил дека не запечатил со Светиот Дух. Ни кажал дека ни спремил живеалишта на небото. И зашто се тоа важно да го знаеме? Бидејќи во тешките моменти треба да знаеме он е секој со нас. И е тогаш е спремен да не слушне и да ни одговори кога сме во неволја. Знаете, Светиот Дух е утешител и е твој најдобар пријател. И како најдобар пријател нема да си оди од тебе кога тебе ти е најтешко. Ама ние некојаш така си викаме. Сега ми е тешко, сега забрљав, сега сигурно Господ ми е луд, он е далеко од мене и ме оставил. Напротив, он е твој најдобар пријател и е секој со тебе. Многу важно. Како ние развиваме таа свесност? Зоран кажа, пред некој ден зборевме, некој пастор од Африка, што кажа, само збори на езици, ништо не ти треба. Само збори на езици, друго ништо не ти треба. Зашто? Заради тоа што ние развиваме свесност дека Бог е со нас кога збориме на езици. Тогаш, уствари, ние си докажуваме на вистина Светиот Дух живее во мене кога збориш на езици. Тоа стануваш свесен за друга димензија. Така да сакам да го охрабрам сите што имате дар на зборење на езици, а вие што немате, и вие го имате, ама треба да слободите, да го практикувате тоа. Колку повеќе го практикуваме, толку повеќе стануваме свесни дека навистина сме небесни граѓани, дека навистина Господ е со нас. Како еден проповедник што кажа, секој народ и секоја нација поседува своја култура и свој јазик. И ние како небесни граѓани поседуваме небесен јазик, а тоа се тие јазици што Господ ни ги дал. Колку повеќе ги користиме, толку повеќе стануваме свесни дека не сме од тука. Шел проповедаше во Поградец, интересно кажа, осеќам луѓе во гледаат премногу телевизија, тоа е проблемот. И размислува повеќе, секам, што е проблем што гледаат телевизија? Ама е проблем. Зашто не живеат во димензијата на царството. Се замараат со работите од овој свет. Така да ја би се кажал и на себе, ја не гледам устари многу телевизија, ама еве би кажал на цела црква, не гледајте телевизија. Не може да ви кажам, немојте да ви забранам, али стварно мој советот, немојте да гледате телевизија. Ќе ви смета зона кој што сте вие уствари. Дека навистина вие да можете да ги менувате работите овој свет. Ако гледате телевизија, тие притисоци вас менуваат и ќе го обесхрабрат. И мислите дека ништо не може да направите, а можете се да направите. Затоа сте тука, затоа царството е тука. Амин. Многу важно. Така да Светиот Дух живее во тебе и кога ќе се молиме следен пат, дали за себе или за некој друг, да се молиме на јазици, да станеме свесни за неговото присуство и кога се молиш, каже оној Светиот Дух што го воскресни Исус е сега тука присутен, он ќе направи исто чудо. И Господ вечер ќе исцелува луѓе. Амин. Сите што имате болест, мака, биете спремни Господ да ви исцели. Тоа што го кажа Лиде, тоа беше од Господ водена да го каже, не знам дали се спремал или дошло. Ти дојде ли се спремаш? Че ми дошло, Светиот Дух било, гледаш. Заради тоа што јас сакам да зборам слично за Божјата надеж и за неговиот повик. Дека секој што со нас може, колку ако сакаш да видиме во Римјани 11:29.
Јас сакам вечерва да ви дам надеж, заради тоа што верата е тврда увереност на оно што се надеваме. Вика, Божите дарови, неговото призвание, треба да пише, повик, се неотповикливи. Што значи тоа превод? Тоа значи дека Бог, ако ти дал дар, нема ти го земе. И ако те повикал за нешто да направиш, нема да се предомисли. Без разлика ти како си живеел до денес. И затоа воскресни го тој сон, што Бог оставил внатре во тебе. Затоа што луѓето викаат, јас сум недостоен, јас забрљав, ја не можам, животот не ми е добар. Али на вистина ние не живееме по чувство. Ако живееме по чувство, не можеме ништо да направиме за Господ. Така да Бог ветил, ако те викнал за нешто, тоа си стои. Неговата покана цело време важи. Ќе кажеш, абе ти знаеш што направи Александар. Бе неговата покана се уште важи. Бог ти дал дар, тој се уште во тебе. Ти треба активираш. Кој ќе активираш? Кој ќе почнеш да размислуваш и да сонуваш големо. За она што Бог сака да направи преку тебе, дека е валидно и денес. Многу важно. Зашто го зборувам? Заради тоа што пишува дека надежта секојаш останува. Нели? Останува 3. Верата, надежта, љубовта. Значи надежта секогаш останува. Зашто останува? Ради познатиот стих Римјани 5:5, сега ќе видиме зашто останува. Зоран го читал 150 пати. А надежта пак не разочарува, зашто Божјата љубов веќе е излеана во нашите срца преку Светиот Дух кој ни беше даден. Знаете што значува? Тоа значи дека, бидејќи Бог секогаш ве сака, има секогаш надеж за вас. Ако Божјата љубов некош прекине за вас, нема надеж за вас. Се века Бог ве сака, секогаш ќе ве сака, секогаш има надеж за вас. Секој пат. Така пишува. Така да Божјиот повик за тебе е секогаш активен. Тоа значи за секој ден од нас. Знам некои црква, некои се пасивни, некои се активни, али јас сакам да им кажам и на тие што се пасивни, тие што се активни, дека све е активно во вас. Само треба активирате вие. Си стои. И затоа разбуди се и започни да сонуваш. Зашто можеш да сонуваш? Еден проповедник кажа, соништата се јазикот на Духот Свети. Ако ти почнеш да сонуваш работи за кои што ти сакаш да бидеш искористен од Бог, Светото ќе почне да се движи. Бидејќи соновите се јазикот на Светиот Дух. Библијата вика дека он може да направи неспоредливо повеќе од она што можеме да го бараме или замислиме, или од она што можеме да го сонуваме. Така да прашањето е денеска, зашто сонуваш ти? Не како црква, него поединечно. Зашто сонуваш ти? Кој ќе видиш твојот живот? Што сакаш да направиш за Бог? Некој ќе каже, у црква да идам секој нел, ајде. А меѓу другото, горе-доле, што сакате да направите? У четврток исто, браво, друго. Имате ли поголеми сонови од тоа да дојдете само во недела на служба? Навистина. Зашто вие сте сите скапоцени во очите на Бог, Исус умрел за секој ден од вас. Јас сум сигурен дека не умрел за да дојдете само во недела на служба. Значи, тоа сум 100% сигурен. Никој не може да ме разубеди. Еднаш еден пријател дојде, не знам дали се шалеш или не. Викаме, друже, ти почу црква да идеш? Да. Зашто идеш од црква? Па нели Исус умре за мене? Да. Па му дужиме. Му дужиме, бе. Знаеш, како бе му дужиме? Така да нема да мислиш дека му дужиш ти нешто на Господ. Тука сме да се инспирираме за да правиме работи, односно да го живееме сонот кој што Бог оставил во секој од нас. А различен е, не е исти секој пат. Така ти треба да го најдеш кој е тој. Иначе животот ќе ти е многу досаден. Замисли си можел многу да направиш, а да не си направил. И ти поминале годините на оваа земја. Стану тажно. Али ето Александар е тука да те подсети. Така да повторно ќе те прашам, зашто сонуваш? Што би сакал да направиш за неговото царство, доколку би немало никаква препрека за тоа да го направиш? Многу ја размислуваат, ми требаат пари, ми требаат, не знам, луѓе тимови, ми треба поише вера, ми треба поише дарови. Ја би те прашал, ако немаш лимит, ако немаш препрека, што би сакал да направиш за Бог? Некој ти каже, секи ти дајам. Само ти каже. Пазите, царството го слуша тоа. Значи, небесното царство ги слуша вашите сонови и вашите желби. Ако вие го посакате тоа, Господ ќе ви го даде тоа. Бог сака да го слушне тоа. Може се да направи, може да замижиме сите. Ај замижете сите. Замижи се и кажи му го тоа во тишина на Бог. Господе, навистина сакам да ми искористиш и ово да го направиш преку мене. Кажете му го тивко тоа на Бог. Една минута ќе земеме и ќе продолжиме. Сите имате сонови.
видете што е внатре, што Господ го ставил во вас. Ако не можете да го најдете, копајте малце повеќе, ќе најдете. Зашто е таму, внатре. Господ ќе почитува таа одлука, да знаете. Што и да сте побарале сега, Господ ќе почитува таа одлука. Амин. И ќе ве свати сериозно. И ќе почне да работи на тоа. И дури нелагодно некој пат да се сеќате, вие го побаравте. Али тоа е најубавото нешто. Зашто работеше ти? Зашто правиш овој? Се ќе те праша некој. Така да кога збориме за неговото присуство, неговото присуство има исцеление. И заради тоа што не сака да ни исцели. И многу е важно да знаеме, кој што кажа дека сме скапоцени, дека сме драгоцени во неговите очи. Ако така се гледаме, ќе знаеме дека вредиме. Ако знаеме дека вредиме, ќе знаеме дека можеме. Ако мислиме дека сме безвредни, ако ние сами не се сакаме, не можеме ни други да сакаме. Така да почнеш да се почитуваш, да се цениш, да почнеш да се гледаш кој што Бог те гледа. Библијата вика со вечна љубов Господ не засака и по благодат не спаси. Зашто? За да не мораш никогаш повеќе да се плашиш од Него. Да не мислиш дека си далеко од Него. И да не мислиш дека Он ти е луд за нешто. Многу луѓе мислат дека Господ им е луд за нешто. Али знаете што? Кога се урна храмот, законот престана да те осудува. 70 година беше урнат храмот. И законот веќе не може да те осудува. Исус одговара, го гледаш храмот, го нема. Нема кој да те осуди, и јас не те осудувам. Така функционира Исус. Кој може да те осуди? Гледаш закон, нема. Законот ја го прикував за крстот. Затоа оди во мир. И со тоа завршува Божиот гнев. Може да прочитаме интересен стих, Откровение 15:1. Оддавна сака да го прочитам на служба. Да не читаме све. Некој рекол Откровението е многу тешко да се разбере. Ја мислам дека денеска мене ми е најлесно да го разберам Откровението. Ако читаме у контекст околу тоа што се случува до 70 година, е многу едноставно. Значи, повеќето случувањата се околу Израел и рушењето на храмот. И од кога се случиле сите тие зла и сите тие работи околу храмот, уривања војски, палења, вика и видов друг голем и чудесен знак на небото, 7 ангели што ги држа 7 последни зла. Зашто требало да дојде освета врз Израел за сето на што се случувало во тие години. И понатака вика зашто со нив завршува Божиот гнев. И затоа Павле учи римјаните, каде што нема закон, нема гнев. И затоа Бог не ти е луд за ништо. Веќе Божиот гнев завршил го нема. За можеш ти сега да си релаксиран, да можеш да се радуваш со Господ, да можеш да дишиш со Господ, да можеш да сонуваш со Господ, да нема никаква препрека да кажеш ја не сум достоен, ја не чинам, не можам да сонувам многу, зашто Господ е далеко од мене и Господ ми е луд. Денеска ти ка Господ, не сум ти луд, не се секирај, неам гнев кон тебе, иш да не ти гајле, само уживај, ние сме заедно, Светиот Дух е во тебе, зашто сонуваш? Кажи ми, јас ќе го направам. Амин. Многу важно. Аплауз за Исус, може? И затоа Библијата вика, кој ќе ги обвини Божите избраници? Бог е тој што ги оправдува. Кога е тоа оправда? Кога воскресна тоа оправда, нели? Ете ги тие стихови, кој ако сакаш Римјани 8:33-34. Видете што вика, кој ќе ги обвини Божите избраници? Вие сте избраници. Бог е тој што ги оправдува. Кој е тој што ќе ги осуди? Дали Христос Исус кој умре, изгора на тоа воскресна, кој е од десната страна на Бог и кој се зазема за нас? Тама работа. Кога ти беше оправдан? Кога Исус воскресна мртвите? Дали Исус воскресна мртвите? Амин. Тоа значи дека си оправдан. Автоматски. Некои луѓе мислат дека они треба нешто да направат за да бидат оправдани или да заслужат да бидат сакани. Али Библијата зборува сосема друго. Воскреснувањето на Исус ја запечати и ја загарантира твојата близкост со Него. И тој е верен да го одржи тој завет со тебе. Не знам дали ме слушавте, али ова е многу важно што го кажав и што еднаш ќе повторам. Воскреснувањето ја запечати и ја загарантира твојата близкост со Него. И тој е верен да го одржи тој завет со тебе. А тој завет е вечен завет. Знаете, Господ направи неколку завети во Библијата, тие 5 главни завети
Седниот го направи со Ное, едниот го направи со Авраам, третиот го направи со Мојсей, направи завет со Давид и на крај направи завет со Исус. Зошто последниот завет е валиден? Заради тоа што сите останати не може да го држат заветот со Бог. Зашто беа луѓе? Го кршеа. И не беше тоа стабилно. И ако ги читате сите овие завети, секој од нив е различен, зависи од она што луѓето го барале од Бог. Именно што се нарекува Гранд завет, ковена на англиски, или се вика голем или величествен завет. Тоа значи дека поголемата страна ќе се грижи за помалата. Тоа е тој Гранд завет. Има еден завет кој што е завет на сродство. Тоа значи еднакви се страните. Бог им кажал на израелците, ако вие го правите ова, јас ќе го направам ова. Ако вие не го правите ова, ја нема да го направам тоа. Важи, ти рекле, важи, така нека биде. Господе, ние сакаме да ни дадеш закон, правила и да си се држиме. Ако ги држиме правилата, ти благослови ни. Ако ги кршиме, ти да не проколнеш. Може така? И Господ вика, вие ако сакате така, така ќе направиме. Но не значи јас го сакам тоа. И постои вазален завет или завет на робство, кој што се вклучува кога страните нема да ги држат своите уговорени страни. Тоа значи дека ако ти не го почиташ тоа што сме се договориле, ти ќе ми бидеш мене роб. И од таа причина имаме во Стар Завет толку многу работи како Бог се однесува со Израел. И ќе кажеме, зарем ова истиот Бог? Како може да е Бог милостив, а вака да се однесува? Дали е малце суров Господ во Стариот Завет? Он не бил суров, но секогаш го почитал заветот што луѓето го барале од него. И на крај чекал да го умре и последниот кој што направил завет со него и направил завет со Исус. И затоа Исус е наречен син Давидов, син Авраам, заради тоа што единствен завет кој што Бог му се свиѓал, го сакал, е заветот со Авраам и со Давид. Гранд, величествен завет. Јас ќе се грижам за тебе. Како сакаш биди ти, јас ќе те сакам секогаш. Каков и да бидеш, јас ќе се грижам за тебе. Знаеме Давид како беше, али Бог вика, тоа е по моето срце. Каже, како ве Господе? Види што направи. Он вика, тој ми е гранд ковенан со него. Он си е по моето срце. Аврам лаже, пусти прај, он вика, он ми е мој пријател. Како ве Господе вака? А како со други вака? Пони бара друг завет. Разбирате? И затоа Исус е наречен син на Давид, син на Аврам, затоа што сакал да го продолжи оно што го почел со Давид и Аврам. Али луѓето сака закони. Рекоа, не, ние сакаме да бидеме како другите народи. Ако сме добри, да бидеме благословени. Ако сме лоши, да бидеме проколнати. И Господ не го сакаше тоа, али луѓето гледаат другите народи и бара од Господ исти такви заповеди, кои што на крај им донесе проклетство. Али што е убавината? Што последниот завет Бог го направи со Исус. Може да прочитаме во Евреи 13:20, пишува Бог на мирот, кој преку крвта на вечниот завет го испеда од мртвите великиот пастир на овците нашиот Господ Исус. Што значува? Дека тука Бог направил завет со Исус. Значи, кој што е арката на заветот, кој се принесувала крвта, за да може да се направат заветите, Исус вика, он отиде во храмот и од својата крв принеса таму. И направи завет со Исус Бог. И го нарече вечен завет. Тоа значи кај денес е валиден. И убавината е, тој завет не е помеѓу Бог и тебе, туку помеѓу Бог и Исус. Зошто? За можеш ти секојаш да имаш надеж во него. За да не може ништо да го прекрши тој завет. Да не можеш ти никогаш да се осеќаш осуден. Никогаш да не се чувствуваш недостоен, дека не можеш да извршиш нешто што Бог оставил во твоето срце. За да не мора никогаш да престанеш да сонуваш за оно што ќе направи за Божјото царство. И тој заветот ти го гарантира. Дека Бог е поблизо кон тебе, без дека дали ти мислиш или не мислиш дека он е со тебе. Поблизко е него што се мислиш. Али ти кога си свесен, ќе имаш бенефит од тоа. Ти кога ќе си свесен, ќе го добиеш благослов од него. А Бог е секој со тебе. Така да застанавме надежта. Надежта е тука. И уште еден стих ќе видиме во Исаја 40 глава 30-31 стих. Вика, се уморуваат и момчињата и ослабуваат и млади луѓе паѓаат. Вистина така. Знаете, на луѓе што немаат надеж, немаат волја за животот, без дека дали ни се млади.
паѓаат. А од друга страна, видите што пишува за нас. А оние кои се надеваат на Господ, тука не се ограничени со години или од физичка сила. И 150 години да имаат. Ако ти се надеваш на Бог, ако ти знаеш дека Бог секојаш ти е насмејан и те сака, ако ти знаеш дека е секогаш покрај тебе, ако знаеш дека секогаш неговиот план е активен, даровите негови се неповикливи, сонот секогаш може да го активираш. Ако ти знаеш дека он постојано има ангели што испрати околу тебе и секој биде добро со тебе, Господ ќе ти исцели, Господ ќе направи да функционираш, Господ ќе те просперира, Господ ќе ти издигне. Кога ти тоа го знаеш, имаш надеж во него, што ќе направиш? Ќе ти собнови силата. И затоа вика, а оние кои се надеваат на Господ, зашто можеш да се надеш на Господ? Зашто го имаш Исус, надежта на славата внатре во тебе. Ќе обноват својата сила. Ќе кренат крилја како орли, ќе трчаат и нема да им биде тешко. Ќе одат и нема да се уморат. Вау, зашто? Заради заветот што Бог го направил за нас. Устои што не стал во тој завет. Ја верувам дека е добра причина за радост, и е добра причина да знаеме дека се е во ред со нас. Се е во ред со нас. Рече, абе ти не го знаеш, што ти каков си. Каков и да е, ќе му избледе и ќе најде неговиот идентитет во Христос. Така ние сме тука со храбри мен со друг. Амин.